СОНК и владата се договорија за поголеми плати во образованието. Председателот на СОНК Јаким Неделков е задоволен и образложи зошто. Можам да кажам со огромно задоволство дека и оваа година ќе има зголемување на платите во основно и средно образование. Тоа значи дека од овој месец, односно од октомвриската плата вработените во основно и средно образование ќе имаат зголемена плата за 5%. Секако и морам да кажам дека задоволството уште е поголемо што се договоривме за континуирано раст на платите во основно и средно образование во период од 4 години, каде што според нашите заеднички математики, конечно вработените во основно и средно образование, односно носителите на дејност, наставниците и професорите, ќе имаат плата во висина од просечна или нешто над просечна плата од просечната плата на Република Македонија. Според премиерот Христијан Мицкоски, владата и СОНК постигнаа историски договор. Од октомвриската плата практично, која што ќе биде исплатена во ноември, па се до февруарската плата која што ќе биде исплатена март 2025 година, ќе имаме покачување од 5% на платите. Потоа во март 2025 година ќе имаме покачување од 7%. Во март 2026 година, во зависност од состојбата на буџетот, ќе имаме покачување помеѓу 7,5 и 10%. Исто во зависност од состојбата на буџетот, во март 2027 ќе имаме меѓу 7,5 и 10%. И исто така, во зависност од состојбата на полнење на буџетот, во март 2028 година ќе имаме помеѓу 10 и 12,5% покачување на платата, што би значило во овој диапазон за кој што сега зборуваме, во март 2028 наставниците и професорите во основното и средното образование треба да земаат отприлика 46% повисока плата од таа која што ја земаат минимум 46% повисока плата од таа која што ја земаат денес.